Добар ден! Во денешното видео ќе зборуваме за една многу интересна тема, која што сметам дека секој човек, поготово верник, ќе го засегне за да ги отвори очите на кого верува, што поддржува и каде оди слепо да се поклонува на луѓе кои што впрочем е прашање дали се од Бога воопшто. Во прилог на тоа ќе прочитаме во прво послание до Тимотеј од Библијата во глава 3, која што вели: проповедникот треба да биде непорочен, треба да биде трезвен, разумен, пристоен, гостолюбив, способен за поучување, не пијаница, не жесток, не лаком, благороден, не наклонет на препирка и не сребролюбец. Треба да управува добро со својот дом, затоа што ако не знае да управува со својот дом, како ќе се грижи за Божјата црква? Духовниот повик од секогаш представувал оттргнување од она што е доминантно во светот и враќање кон светлината, кон мирот, кон кроткоста, жртвата, оттргнувањето од своето јас на сметка на тоа да бидеме во служба на заедништвото, на Бога, на колективот. Секогаш подразбирало дистанца од тие световни живења кои што доминирале најразлично во секој различен век, време во кое што живееле луѓето, и затоа суштината секогаш е една иста. Човекот кој што се стреми духовно да остане во тие вредности, да не се меша со светот, додека светот, кој што најчесто е изгубен, преку примерот на овие луѓе да се врати кон вистината, кон суштината, кон она што впрочем треба правилно да го живее, а не го живее. И сега замислете едно вакво духовно лице да се меша со светот и светот да се огледува на него. Тука веќе зборуваме за мешање на две различни нивоа и полиња и на вредности и стил на живење кое што не резонира едно со друго, ниту е во допирна точка, затоа што тоа се буквално како црно и бело да ги споиме заедно. Добива некоја најверојатно сива боја која што нити е од оваа страна, нити е од онаа страна. Еден представник на духовна институција треба секогаш да биде лице кој што има некаков духовен авторитет врз основа на тоа што го стекнал со своето пожртвувано живење во рамките на духовните закони и правила. Духовен авторитет е некој кој што покажал силина, пожртвуваност, истрајност во светлината, во правилното живење со Бога, за да биде одреден пример за останатите луѓе. Без разлика дали е поп, дали е носител на некоја монашка функција, свештеничка функција, се едно. Кој да е? Ако човекот има духовен авторитет, велиме дека тој треба да биде пример и најблизок носител на Евангелието, бидејќи религијата, црквата се служители на Евангелието, на Новиот Завет најмногу. Значи, затоа ги преповедаат најмногу тие вредности, затоа што црквата ја земала Библијата како свое закрило, иако јас денеска тврдам и стојам за тоа дека Библијата е една независна духовна книга која нема врска со црквата, ниту со било која верска заедница, но црквата, бидејќи се водела, да речеме, по тие вредности, ја земала под закрило и се води според Новиот Завет, според Евангелието, според тие духовни вредности, што е сосема во ред. Меѓутоа, ако постои како заедница, групација, која што постои како дел, како рамка во едно општество, тоа значи дека има одговорност да ги негува, да ги восприема, да ги следи и да ги проповеда вредностите од Библијата, кои што, впрочем, секогаш се различни од светот, затоа црквата дошла во општеството, за да биде еден столб во кој што луѓето наоколу нема да забегаат во погрешен правец. Но замислете го тој момент кога црквата ќе стане прилагодлива на светот, тогаш се губи целата суштина, се губи тлото. И затоа црквата можеме да кажеме денеска дека го изгуби тој авторитет, моќ која што
ја имало некогаш, затоа што постепено се прилагодува на светот кој што е целосно паднат во грев. Кога би ги погледнале современите луѓе кои што се пропагираат себе си како верници, како луѓе кои што се духовни, без разлика дали се со ислам, со христијанство, независни или други религии или се едно како и да видиме, или пропагираат некое духовно знаење, многу е важно да видиме дали тие лица соодветствуваат со духовните постулати. Сега некој ќе праша кои се тие духовни постулати. Сите ние имаме некој внатрешен компас кој што знае да процени што е добро, што не. Меѓутоа компасот го губиме ако нашиот дух е наклонет на темната сила. Тоа е една приказна за која што ќе се задржиме, верувам, малце подоцна. Но секој оној кој што е добар, кој што се стреми чисто духовно да живее, кој што нема лоши намери, кој што се отргнува од злото, кој што ги знае најважните правила од аспект на тоа да не го поддржувам злото, да итам кон доброто, значи кој што го има тој баланс сенс, може да процени дали некој човек е духовно здрав или е духовно болен или потпаднал под таа темна енергија и живее и пропагира во склоп со тие вредности на темнината. Има личности кои што би рекле американците lukewarm, значи тоа е ја имам религијата, ја имам верата, ама лабилен сум постојано или пропагирам некои духовни вредности, а при тоа работам во маркетинг, при тоа продавам да речеме производи и содржини на луѓе кои што не се добри преку книги или што и да е. Значи промовирам услуги, промовирам некои нешта кои што го тераат човекот да купува, да доаѓа да ги зема овие, да речеме, производи и услуги, а при тоа да се води кон грев. И сега гледаме оваа личност промовира нешто или продава нешто и се губи таа суштина која што впрочем Бог ја сака од нас, односно нематеријалност, кроткост, еднаквост, да не правам пари од луѓето, да живеам со жртва и така натаму. Факт е дека секој човек мора од нешто да преживее, нешто да заработи, и тоа е сосема во ред. Но ако тоа го правиш на грбот на другите луѓе и ги злоупотребуваш цените, тогаш одиме во една друга страна или поле на животот во која што ти веќе се одвојуваш од оваа страна, одиш кон другата. И затоа можеме многу често да сретнеме страни, Facebook страни, Instagram страни или веб страни, 세едно, каде што луѓе од духовни заедници или евангелисти или некој кој што го промовира евангелието или Библијата може да продава Библии, книги и така натаму, или услуги или што и да е, со цени кои што се надвор од реалноста. Библиите тука спаѓаат оние кои што се продаваат над 1000-1500 денари, каде што реално не може секој да си ја купи Библијата, и таа треба да биде најчесто со донации, кои што, да речеме, некои луѓе ќе ја поддржуваат на некој начин Библијата за да се печати, за да може да биде таа бесплатна за другите луѓе, а не да се продаваат Библиите како вид бизнес за лична заработка, бидејќи тоа е целта. Таа треба да биде секогаш во рамките на тоа да биде бесплатно достапна за сите луѓе. Затоа што пари има. Има многу пари, а луѓето се стана алчни, но тоа е приказна за себе. Друга работа, имаме луѓе кои што може да бидат проповедачи на Библијата, на духовните вредности, а при тоа секојдневно да поддржуваат материјалисти. Без разлика од кој вид да е, дали тоа е соработка со фирми, соработка со компании, соработка со државата која што впрочем го краде народот. Поддршка на материјалисти од текстилна индустрија, од автомобилска индустрија и така натаму, градежна и да не набројувам. Значи сите оние области кои што денеска постојат во светот како индустрија од кои што луѓето, не знам, градат, создаваат она што е доминантно во светот и од тоа прават пари. Сега луѓето, да речеме, што се од духовната сфера, одат и ги поддржуваат. Тоа е главната нитка, точка која што покажува дека овој човек го поддржува злото, а не е со Бога. Многу личности кои што се дел
од верските заедници, од духовната сфера се промовираат себе си како верници и духовно чисти луѓе, а при тоа знаат да коментираат лоши коментари, да бидат и опасни, навредливи, напаѓачки кон околината. Има многу примери во историјата кои што во името на религијата, на верата, на Бог луѓето убивале, војни имало, значи се одело во крајност. Можеби не сме до таа крајност, меѓутоа одат, знаат и денеска луѓето да отидат во една друга крајност која што се пласира онлайн, каде што напаѓаат. Јас имам многу животни примери во кои што сум била постојано критикувана, напаѓана, како, не знам, секта, како некоја личност која што јас не одам стрикно според Библијата, значи сум секта. Затоа што премногу навлегле во како во Библијата што има многу примери кога го напаѓаат Исус, садукеите, фарисеите, свештениците, книжниците. Стално му се фаќаат зашто во сабота исцелувал, зашто во сабота, не знам, тоа и тоа го правел, зашто оделе во полето, зашто, не знам, јадел со некои грешници таму. Цело време му се фаќаат за нешто, а не ја гледаат суштината која што впрочем Исус ја прави. И тоа е, гледате, духот кој што е наклонет на злото, го има истиот метод на критикување, на јадење на оној кој што носи светлина и добро. Да го спушти, да го повлече кон темнината. И тоа се тие лажни верници кои што се наклонети на тие темни сили и се буквално влезени во таа темна енергија и мислат дека тоа го прават во името на Бога, а впрочем се целосно оддалечени од светлината, од божествената енергија. Затоа што го утнале патот. Значи, не можам да бидам лош, критички настроен, да ја барам гредата во другиот, да едноставно го уништувам угледот или го јадам другиот со негативни коментари, а при тоа да не се видам себе си, да го спречам тоа мое ширење на негативна енергија. А негативната енергија денеска од каде доаѓа? Најмногу од светот, од медиумите, од лица кои што онлайн се земале за право да мислат дека за себе се чисти, па да и ќе го оправам јас светот и Македонија, не погледнувајќи се себе си внатре, и така натаму. Тоа е една засебна тема за зборување. Но поентата е дека овие личности јасно може да се приметат преку поддржување на злото, преку ширење негативна енергија, преку правење пари од луѓето и промовирање или ширење едукација или поддржување личности кои што се јавно познати инфлуенсери, пејачи, уметници, успешни лидери во некоја област, бизнес област, и ги поддржуваат. Еве, кога сме веќе кај тоа, има, значи јас искрено, ако ми верувате, се запрепастив. Ми излезе подкаст од некој си отец и сестра, каде што гледам постојано викаат луѓе, индивидуи, гости, нели, во подкастов, и ги гледам, значи, најповршните, најниско моралните, најпродадените личности кои што постојат и современи инфлуенсери, кои што можеме да ги видиме, ги внесуваат во подкастот. И сега последново кога видов пред 2 дена, мислам, најголемото зло што можеше да ни дојде во Македонија, едно од поголемите зла, каде што ја уништува целата природа и се деградира мирот и хармонијата заради таа градежна индустрија, жената која што стои на чело на таа фирма, компанија, која што е и во, да речеме, и во неколку области, ја викнале во подкаст. Истражив малку повеќе, гледам истава сестра или и отец отишле на нејзина промоција, не знам, таму за реви, за не знам што. Едни личности кои што треба да бидат столб на чистотата да го прават ова. Да одиш, да бидеш јавна експонираност преку својот манастир, преку својата црква, преку Библијата, преку заветот кој што си го дал со пожртвуваност кон монашки живот или се едно, и кој што
ти е должности, одговорност да живееш во таква чистота, која што не треба да се меша со тој световен живот, да одиш на вакви несоодветни настани или да викаш личности кои што се дел од злото. Да разберам дека овие личности зборуваат теми кон внесување на тие духовни вредности. Меѓутоа, да зборуваш за сосема спротивни вредности, да поддржуваш градежна индустрија, модна индустрија, текстилна индустрија која што масовно ја уништува планетата Земја. За да се изградат тие комплекси, да се уништуваат милион површини, значи квадратни метри. Се уништи секое дрвце на нашето поднебје заради таа градежна индустрија и ти да одиш во рамките на тоа дека заради духовната сила јас го правам ова, као правам некој придонес, а при тоа поддржуваш личности кои што уништуваат. И мислам, прашање е зашто се присуствува во простор каде што доминира комерцијален дух, нешто што уништува и деградира, што не е дел од Бога, што не е дел од светлината. Мешањето на духовното со светото оди во, како да кажеме, во контрадикторност. Не можеме да бидеме ние со Бога, да бидеме монахињи, да бидеме монаси, да бидеме посветени на Библијата, кој што, мислам, мало, Исус вели, оди продај го целиот имот и дојди служи ми. Па не можеш ти да одиш да поддржуваш згради и комплекси. Исус вели, камила ќе влезе низ иглени уши отколку богат, а ти одиш со богат и разговараш и го промовираш на своји подкасти. Исус во еден момент пред црковниот храм кој што луѓето имаа поставено тезги за трговија, зема им ги бутна сите. Зашто? Затоа што вели не правете трговија од мојот дом, а ти трговијата ја носиш пред црквата, пред манастирот, пред Бога. Мислам, која е логиката на овие нешта? Како може да веруваме на вакви луѓе? Треба да се отворат очи, луѓето да отворат очи дека се работи за духовна борба, се работи за преземање на темната сила во секој агол, па дури и во црквата. Црквата сама по себе не е воопшто зло. Црквата е храм Божји. Луѓето, иконите кои што седат во зидовите на црквата, тоа се луѓе кои што пожртвувано, со себе откажување, ше кореле во името на Бога, во името на светлината, на здравите духовни вредности, не се мешале со световните луѓе. Затоа кога ќе погледнеме икона, има толку смирувачка, чиста, светла енергија преку ликот на тие луѓе, едноставно се смируваме. Но денешната црква, луѓето кои што доаѓаат таму и луѓето кои што ја работат или се дел од таа црква, верувајте ми, се многу извалкани и прашање е колку треба да им се верува, затоа што еве по вакви примери можеме да видиме дека интегритетот нивни е нестабилен. Не можеме да веруваме или да се поклонуваме или да едноставно слушаме без критички ум личности кои што се дело и кои што поддржуваат темнина. Се судираат вредностите на тоа што го проповедаат и на тоа што го живеат практично и на некој начин тоа што поддржуваат зло ги прави далеку од суштината на црквата и на крај на Библијата, на Евангелието. Матеј во глава 23 јасно покажува еден стих, вели: на Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите. Затоа се што ќе ви речат правете и пазете. Значи гледате, проповедаат они правилни вредности. Ама практично, каде се практичните нешта? Се живеат спротивно, со честни исклучоци. Се надевам постојат исклучоци. Вика, правете и пазете се што ќе ви речат, но не постапувајте според нивните дела, зашто зборуваат, а не извршуваат. Врзуваат тешки и неподносливи бремиња и ги ставаат врз плеките на луѓето, а самите не сакаат ни со прст да се помрднат. Сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето. Гледате, од секогаш постоела таа идеја да ние во името на црквата, во името на Бог, правиме нешто, а правиме сосема спротивно, затоа што суштината е да се живее љубовта, еднаквоста, светот, општеството да се направи еднакво за сите. Како може
Мене ми е тоа навистина од секогаш ми било нелогично, иако знам од духовна страна зашто е тоа така. Но, едноставно, како може до толку да се нема тој критички, рационален ум, да се види, па чекај малку, ова што го живееме ние или ова што го промовира другиот, па не резонира со реално здрав ум. Зашто да се прилагодувам? Зашто да го поддржувам ова? Зашто да слепо да слушам некој или да го немам тој критички разум, да видам чекај малку со своје јас дали е ова добро или не е. Кога ќе го земеме овој став во сопствениот карактер, ќе можеме да процениме што е добро, што не за нашиот живот, за нашата фамилија, за духовните вредности кои што ги слушаме од другите луѓе. И ваквите луѓе кои што ги кажав до сега ги има јавно на сите медиуми, кои што се најголемото зло кое што се шири во современото време. Затоа што медиумите шират лоша, негативна енергија за да ги водат луѓето кон негативност, да се спуштат, да одат кон раздор, да се фокусираат на негативното и така натаму. И овие личности ги гледаме на нивните страни се како посебни индивидуи ставени со нивниот живот, посветен, пожртвуван живот во името на манастирот или црквата или духовните закони. Се губи реалната слика која што треба да биде со онаа што ја пропагираат. Црквите прават профит од што? Од свадби, крштевки, имендени, слави. Разбирам дека црквата за да екзистира мора да има некаков приход. Тоа е сосема вред, но ако животот беше ефтин, еднаков, достапен за сите и беше реален, и црквата ќе беше реална. Се ќе беше врз основа на донации, бидејќи црквата и луѓето кои што се дел од црквата одат со верба во Бога. Ако имам јас верба во Бога и живеам за Бога, јас знам дека Бог ќе се погрижи црквата да екзистира, јас да преживеам и сите мои потреби да бидат задоволени. Но затоа што се нема верата, луѓето во црквата ја немаат верата, ја изгубија. Затоа велат како ќе ние функционираме, мора да ги задоволиме потребите, затоа ќе наплаќаме крштевки, ќе наплаќаме свадби, погреби и не знам таму што. Црквата во истиот момент и луѓето во неа кои што се дел од неа, кога ќе го наплатат ова и кога ќе направат, како да кажеме, ценовник, во истиот момент се губи суштината. Бидејќи Исус, ако одиме според законите на Исуса и не се прилагодуваме на светот, затоа што светот е световен. Дали е во прв век или 21 век, животот тогаш со Исус и сега е малтене духовно ист, само нештата се промениле, околностите отишле во еволутивен напредок и цивилизацијски напредок, но суштината е иста. Ако во тоа време Исус велел не се прилагодувај на светот, ако тогаш било, не знам, имотот, потребите кои што ги имале тогаш луѓето, да ги намалам тие световни нешта и да се вратам кон суштината, кон духовното, го имаме истата суштина имаме и денеска. Значи, нема да се прилагодам на светот да правам пари, бидејќи парите се најголемиот извор на зло. Се може да биде дури и без пари, верувајте ми. Се може сите да живееме врз основа на услуги и значи на размена. Но црквата вели јас сега ќе наплаќам и за да можам да преживеам, да ги задоволам потребите и тоа фактички одиме кон тоа дека црквата не живее во служба, туку живее за плата. Платата ја добивам од заработката. Што не знам, ќе крштавам некој таму 10 минути, јас ќе земам 100 евра. Тоа се нешта кои што едноставно не проаѓаат кај свесна личност. Тоа се треба да биде донација, да биде колку имам во овој момент да дадам, не секој може. Некој едноставно има полоша судбина, тешки животни околности. И сега ќе треба цел месец да гладува или неколку месеци за да може да задоволи свадба, за да може да задоволи крштевка или погреб или што и да е. И црквата те влече на работ, наместо да биде скровиште, да биде покрив каде што ќе може секој еднакво да дојде и да ги задоволи духовните потреби. Затоа што тоа го во практична смисла не го даде и Исус. Исус дали се крштеваше во црква? Не, Исус се крштеваше во реката Јордан, значи целосно, бесплатно.
Затоа што и сите луѓе кои што се крштевале тогаш, се крштевале во река. Јас не знам зошто денеска тоа е променето како традиција и на некој начин адет, кој што треба да биде водата која што тече од извор од земјата, која што е дел од Бога, ја создал Бог, таа да биде таа која што ќе ни даде. Јас се извинувам, мораше да сменам уред, затоа што нешто картисата ме зафркава, неќе да ми снима. Искушенијата доаѓаат од секаков вид, така што ќе продолжиме овде. Поентата е дека ако сакаш да бидеш духовно лице, ако сакаш да бидеш некој кој што сака да биде вистински службеник на Бога, да биде во служба на црквата, ете да речеме, на суштината, на светлината, на духовноста, ќе ги направиш нештата на еднаков начин, на пристапен начин, на кроток, на оно што Исус би го направил, на оно што Исус би го проповедал. Дали Исус ќе го признаеш, ќе го одобреш овој начин на живот кој што го прави црквата? Дали Исус ќе го одобреш сето ова што се промовира и што се прави во црквите? Не, затоа што црквата е спротивна од суштината на Евангелијата, на она што Исус го проповедаше. И сега, еве ќе се навратам на ова што го зборував до сега. Замислете, во период на пости, во период кога сите треба да се вратиме кон чистото, кон едноставното, кон нематеријалното, кон Исусовите вредности, кон она да бидам непорочен, оддалечен од темнината, оддалечен од материјалното. И во рамките на пости пред Великден, да се оди да се промовираат градежни индустрии, да оди да се промовира ликови кои што прават масовни пари. Ќе дојдеме до сите тие нешта за кратко, што све јас открив самата во сите овие нешта. Што се стои позади овие личности кои што се дел од црквата? Од, да речеме, таа современа верска заедница. Нешто што мене лично најмногу ми смета. Еве, јас лани бев за Великден и реков тоа ми е последен пат што ќе отидам во црква за празник. Тоа беше лудило. Кога влегов во дворот, прво не можеш да се пробиеш од многу народ, напикани се во влезот, внатре. Мислам, тие луѓе вака секојдневно не можеш да ги сретнеш. Буквално стана доминантна идеја за празниците сите грешници да се соберат, што ајде во ред до негде и за тоа е црквата, да се вратат грешниците, меѓутоа некултурата од световниот живот ја носат во црквата. Еве, претходниот пат кога присуствував, сега ќе кажам малку еден непријатен збор, ама мислам дека тоа е најсуштинскиот збор кој што можам да го пренесам за црквата. Тоест не црквата сама по себе, туку луѓето кои што се дел од црквата, кои што доаѓаат таму. Почна да станува дувло за темни сили. Надвор пробав да ја слушам, нели, пеењето што попот што го извршуваше, не можеш да го чуеш затоа што луѓето зборуваат гласно. Кој за некакви теми небитни зборува. Ниту се посветува на слушање, ниту се едноставно се навлегуваш во молитва, да затвориш очи, да се конектираш со Бога, да едноставно ги практикуваш сите тие нешта кои што ги вели адетот, да едноставно се вратиш кон Бога. Кој збори на телефон, еве имаш една конкретно жена до мене, објаснува на англиски јазик, замислете, на англиски јазик се дере, објаснува нешто како детето требало да сработи таму, не знам, домашна работа, и се дере гласно, и сега, мислам, буквално луѓе ја гледаат, ама нема срам, нема перде, нема ништо, затоа што едноставно ем карактерот, ем менталитетот ти е таков, немаш свесност. Ама мислам дека пак треба да имаш некоја граница која што ќе ти вели, значи црква е, миса е, нешто духовно, нешто, не одам на некој настан кој што ми бара одредени културни, некакви духовни начини на живење и изразување и едноставно однесување, како да кажеме, во рамките на таа заедница. И сега ја се однесувам спротивно, драстично спротивно од она што е нормално. Тоа ќе каже дека таквите личности не се при здрав разум, при светла енергија, при светол разум, како да кажеме, при светол дух.
Таквите личности се дел од таа темна сила која што сака да ја уништи таа пријатна атмосфера, чиста енергија која што треба да биде дел од Бога. Гледате, борбата секогаш е помеѓу доброто и помеѓу злото, помеѓу она што треба да биде да донесе добра вредност и помеѓу она што деградира и што носи негативна, лоша енергија. И оваа личност буквално тоа го промовираше. Втора работа, кога успеав да се пикнам внатре, имаше индивидуи во први редови до поповите што стоја и вака снимаа, буквално, значи телефонот пред лице им го ставаа. И овие буквално поповиве никој не реагира за ништо. Се оди во секаков начин на облечени, значи нема никаков кодекс, нема као демек сега ние сме црква, отворени се вратите за сите, ама што сакате правете сите. И ако вредностите на темнината влезат во рамките на оваа црковна заедница, во овој простор, кој што треба да биде духовен, чист простор, и се промовираат вредностите кои што се површни, нелогични, нерационални, недобри. И тоа си се следи, и тоа си се промовира, и тоа си се живее во секоја, да речеме, за секој духовен настан, и се прифаќа и се поддржува, као да немаме никакви граници, никакви духовни кодекси, каде се губи суштината. Залудно ние што одиме на литургијата или на пеењето или да слушнеме нешто, прво не можеш ни да слушнеш, од што има премногу зборување. Не сакам да бидам критички настроена како некој хейтер, ама реално нештата се да ги земеш и да ги критикуваш затоа што се надвор од реалноста на здравиот разум. И секој човек требува да го разбистри и да си рече, па чекај малку, зашто поддржувам нешто што е спротивно од Бога? Исус во некој дел од Библијата има кажано, значи доволно е да бидат собрани 1, 2, 3, а да бидат со Бога, значи не ви треба црква. Исус беше тој кој што не ја изгради црквата. Не ја промовираше црквата. Исус промовираше независен духовен живот. Или групен духовен живот, но со вистинските вредности. Ниту ги поддржуваше свештениците, ни фарисеите, нити било кој од нив книжници што беа. Тоа ни кажува дека суштината, столбот на духовноста е пред се духот. Ти не мораш да отидеш. Јас не одам во црква, не мораш да отидеш во црква а има многу луѓе кои што одат во црква, а се далеку од суштината, како што тоа го зборував до сега. Значи, најважно е да биде духот да ти биде чист. Еве ќе го земам примерот со МПЦ. Тоа е најидеален пример на кој што јас искрено се запрепастив. Се запрепастив до која крајност се отидени нештата. До која крајност. Еве јас тука извадив некои нешта и сега ќе ги споделам за да видите дека се работи за масовна темнина, која што е впрочем вплеткана во тие групации. Вели Македонската православна црква, Охридска архиепископија и австралиска компанија Пела Глобал започнале бизнис со работка преку заедничка фирма што ја основале. Како може една духовна, верска, најголема заедница во Македонија да прави бизнис со работка? Прво, тоа не ми оди едно со друго. Тоа што го зборував на почетокот, се губи духовниот авторитет кога си ти дел од бизнис, од нешто што е со пари. Ти за да влезеш во бизнис и да инвестираш во бизнис, ти стануваш директор. Ти веќе ја губиш функцијата на духовен водач. Гледате, се губи авторитетот, се губи духовната функција. Ти може би практично, општествено на лист ја имаш, но во духовна смисла и пред Бога веќе ја немаш. И затоа треба да го изгубите овој сенс дека тој е идол. Еве ја видов пред некој ден слика како некој, не знам, убацува рака на овој, не знам како се вика, не е небитно, на главата, поглаварот на МПЦ. На кого му се поклонуваме? На кого се поклонуваме? Еве ве прашувам, на кого се поклонувате? Кога одите и во цркви,
кога одите во... Ајде пак ќе кажам, има исклучоци, навистина има посветени отци, посветени луѓе. Но има луѓе, како вели Библијата, по делата ќе ги познаете. Не може да возиш БМВ и да бидеш ти духовно лице со авторитет. Не можеш. Не можеш едноставно да живееш според световни вредности кои што тоа БМВ таму не знам колку над 10.000 евра. Затоа треба да внимаваме. Навистина треба да внимаваме, да отвориме очи кого следиме, кого поддржуваме, во кого слепо веруваме, на кого се поклонуваме. Еве и во книга Самуилова во воветот вели опоменува дека единствено Бог може да биде вистинскиот цар над луѓето. Светлината, љубовта, значи онаш духот, најважен е духот. Законската власт над народот може да ја извршува само оној кој наполно прифатил да биде подчинет на единствената власт која му припаѓа на Бога, значи на светлината. Небитно е материјалното. Кога целата жртва ќе ја дадеш во име на светлината, во името на љубовта, на добрите вредности. Затоа вели Библијата во Марко 10 во 21, уште една работа ти недостасува. Оди продај го целиот имот и богатството кое го имаш и ќе имаш богатство на небото. Зашто е ова кажано? Затоа што материјалното не резонира со Бога, не резонира со светлината. И сега ги имаме овие нешта кои што велат, па ќе правам пари од услуги, ќе правам пари од градежна индустрија, ќе поддржувам луѓе кои што се од градежна индустрија, ќе поддржувам, не знам, уништување на природата таму. И јас ќе бидам лице од духовен авторитет. Па не може. Не може и затоа не треба да верувате, да едноставно не ги слушате, не ги поддржувате, да се уништат, да се уништи авторитетот, да дојдат луѓе кои што навистина ќе бидат служители на Бога. Да се вратиме на МПЦ. Бизнис за струја. Значи покрај овој бизнис заедничка фирма што отвориле со австралиска компанија, значи направиле еден бизнис за струја, влегле во уште еден бизнис, тоа беше лани, ми се чини август 2025, видов дека нова соработка направиле за бизнис со струја. Струјата треба да биде достапна, еднаква, малтене бесплатна, затоа што електричната енергија ни е бесплатно дадена од Бога. Треба ние како луѓе да ја обработуваме и да ја спроведуваме и да ја дистрибуираме во сечи дом. Па ајде да плаќаме некоја ситна пара за таа електрична енергија, но таа енергија не припаѓа на поединец. Таа електрична енергија ни е дадена за цело човештво. Затоа Никола Тесла пробал тие патенти да ги направи достапни за цел свет, но на крајот ги продал. Затоа ќе има во мојата нова книга подетално ќе имам објаснето. И ги продал на некој материјалист и од тој материјалист се расшириле огромни фирми, огромни олигарси кои што денеска живеат и доминираат и ние затоа плаќаме струја, но плаќаме струја која што е далеку од нормалност. И сега овие, ајде да се вратиме да не одам на 100 теми, пазете, отвориле нова фирма со некоја си друга фирма, Константин Енерджи, и тоа е енергија од обновливи извори. Значи, од обновливи извори, значи ја користам природата бесплатно за да правам пари од другите луѓе со електрична енергија. Гледајте до кој степен се оди и замислете, мислам, само моментот кога јас лично кога го видов ова се запрепастив, моментот кога ќе сватиш дека позади ова стои МПЦ. И вика, со истиот директор кој работи во поле за рударство, гледате материјалист, ем електрична енергија, ем правам пари од рударство. Значи соработка со бизнис, материјалисти кои што се дел од црната темната сила. Имаме уште, потоа влегле уште во една област на изградба на хидроцентрала Драговдол во Кичево. Значи во трета област влегле. Гледате, имаме институција, верска институција која што е дел од масовно, не мало зло, масовно зло. Но не завршуваме тука. Вели, но покрај бизнисот со струја, ова наша МПЦ, најголема верска заедница во Македонија, заедно со Мега Фешн. Мега Фешн е индустрија во текстил. Значи со текстилна индустрија, бизнис
мега фешн се ланци со трговија за облека. Пазете до кај отишле, ја основале фирмата обновители со која ги градат новите згради спроти Holiday Inn. Дали вие сте ги виделе? Еве пред некој ден поминав и тоа јас не знаев за ова. Сега кога истражував го открив. Сикам, видете што направија од паркингот, колку беше убаво тука, некако просто едноставно дигнаат толкави висококатници. И кога прочитав дека впрочем МПЦ стои позади тие висококатници, јас искрено не ми се веруваше. Викам, ова луѓето веројатно не знаат. А пазете, бараките што беа преку улица ги срушија на честни, добри луѓе кои што не правеа никому штета. Овие ги никна, уништија и природа, уништија и атмосфера, воздух нема. Какви згради? Значи, урбани современи станови, од кои што не знаеме колку пари ќе прават од нив. Значи, комплекс, едната од 20 ката стамбени згради, другата 16 катница, со трговски деловен простор за бизнис. И видете само како е вмрежено. Еве ви од МПЦ, најголемата верска заедница отвара широки врати за бизнис. Ма што повеќе да зборувам? Навистина нема што повеќе да се зборува тука. Треба луѓето да си ја, би рекла, чукнат малку главата, да видат ова не е здраво, ова не е нормално. Значи не збориме за нешто што е мал грев, што се прави нешто што е во мали кривини оддалечено од Бога. Зборуваме за една структура која што е масовно вмрежена во мисија за деградирање на целата земја. Бидејќи земјата, како што ја сведочиме денеска, од сите овие пореметени временски услови до масовно глобално затоплување доаѓа од градежната индустрија, доаѓа од злоупотреба на сите природни ресурси на земјата, од уништување на природата за вакви големи материјалисти. И тие, за жал, доаѓаат од кој? Значи, и дел од верски заедници. Јас тука би го завршила видеото, немам што повеќе да кажам, мислам дека доволно е само за да ве освести дека позади овие заедници, групации стојат личности кои што немаат блага врска со Бога. Ма немаат никаква допирна точка со Бога. А ќе видиме на себе го носат Исус, не знам колку алки, крстеви, не знам што све носат и го промовираат Исус, а врска немаат. И сега некој ќе рече, леле, ова е поглавар, ова е глава, ова е чист, овој треба да, мислам, ова е лице со интегритет од страната на верата, на чистотата, на духовноста, а гледајте што прави во позадина. За каква чистота да зборуваме? Кога мислам, нема допирна точка, овие се директори, овие се бизнис, масовни градители, инвеститори, не знам како да ги нарачам, бидејќи не е, ајде да речем, една област, па да ублажиме некако. Се работи за 5 различни бизнеси, а читав и дека прашање е дали приходите се само од овие извори. Прашање е затоа што не се знаело колку покрај регистриран имот имале и нерегистрирани, значи нерегистрирана бројка на станови, деловни простори, обработливи површини и туристички капацитети со бројни закупи. Значи не знаеме на страна плюс што се прави, освен правно поддржани и признаени. Ето, нека ова ви биде едно широко отварање очи, бидејќи Великден и Божик се световни чисти нешта за ние да живееме чисто и духовно светло, а не за да бидеме видени од другите или не знам да одиме во црква и да имаме слика со поглаварот. Тоа е буквално лажна вера, нешто што нема врска со суштината, со чистотата, со духовноста, со Бог. Тоа е слепо, примитивно, лажно, од незнаење, од неукост, прилагодување и надвор од суштината. И затоа оној кој што сака вистински да чекори во правец на љубовта, на суштината, на вредностите на Бога, тој треба пред се дома, во својот дом и во својот начин на живење и во вредностите и навиките кои што ги негува,
таму да биде чист, таму да биде пред Бога чист и светол и со правилни вредности во себе, кои што утре ќе му донесат поубав живот. А црквата не е репер. Современата црква ве гледате, се меша со светот. Значи современата црква треба да се распадне. Не како институција, значи збориме како групација. Бидејќи црквата е независна. Ако не постојат тие таму, црквата може тројца да ја одржаваат, кои што нема да земаат од никој плата ништо, и црквата да си екзистира. Малку треба за да се одржува за домот и својот и Божиот храм. Малку треба. На крај крајава и крштевањето и сите тие нешта може да се прават ако имаш чиста намера, ако си со Бога, не мораш да ги правиш зависно од црквата. Така што ете, на нас е на крај изборот, дали ќе продолжиме да живееме слепо или ќе разбудиме нашата свесност и ќе прекинеме да го поддржуваме злото во ова општество, град, држава и генерално во светот. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.